Мицковски и Заев се договорија. Наке Чулев е предлогот за технички министер за внатрешни работи, кој утре треба да се најде пред пратениците и ќе ја извршува функцијата до формирањето на новата влада по изборите на 12 април. Власта и опозицијата конечно се согласија. Откако првичниот предлог на ВМРО ДПМН беше одбиен, сега Чулев е припатлив за власта. Со овој предлог на ВМРО ДПМН не се крши уставот, не станува збор за воено или униформирано лице и не е под обвинение. Со тоа се исполнети условите предлогот да оди на гласање во собранието заедно со целата преодна влада, која треба да ги спроведе изборите на 12 април. Од опозицијската ВМРО ДПМН била дека Чулев е долгогодишен професионалец во областа на безбедноста, дел од Агенцијата за разузнавање и е добро решение за оваа функција. Имал богато искуство од областа на безбедносната политика и прашањата од Министерството за внатрешни работи. Во неговата богата биографија стои дека поминал низ програмата за тероризам и безбедносни студии Джордж Маршал, Европски центар за безбедносни студии од Германија и Лондон, Велика Британија. Завршил обука и на Трансатлантската академија на Универзитетот Бон во Германија. Се усовршувал за трансформација на конфликти со мировни средства на Софискиот универзитет во Бугарија. Бил дел и од школата за Балканската мрежа за човекови права во Дубровник, Хрватска. Учествувал и на безбедносниот форум за стратегиска комуникација и евроатлантска интеграција, што беше дел од НАТО коледжот за одбрана. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски биле дека првата работа која ќе ја направи техничкиот министер за внатрешни работи, предложен од опозицијата, ќе биде да се погрижи изборите да поминат честно, фер и демократски. Посебно за него ќе биде важно да се обезбедат услови за да имаме фер и демократски предвремени парламентарни избори, се разбира, да го состави оној тим на луѓе со кои што ќе соработува во периодот кој што следи, а потоа сето она кое што по тепих беше ставано од страна на Оливер Спасовски, слугите на Заев во рамките на Министерството за внатрешни работи, јавноста да го слушне. И сето она кое што беше обструирано да го слушне јавноста и да го види. Дуи пак останува со актуелните министри и заменици министри во техничката влада, потврдуваат од партијата. Ситуацијата за Дуи беше иста и за предвремените парламентарни избори во 2016 година, кога земјава беше и во политичка криза. Но тогаш интегративците решија да ги повлечат сите министри и заменици, пошто назначија нови. Инаку во текот на утрешниот ден, сегашниот премиер треба да си поднесе оставка, а на негово место да дојде Оливер Спасовски. Според процедурата, парламентот ја констатира оставката и со тоа паѓа целата влада, а потоа председателот Стево Пендаровски треба да му даде мандат на министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, кој потоа треба да ја предложи новата влада, а парламентот да ја изгласа. И тој владен состав ќе управува со земјава во периодот до изборите и формирањето на новата влада.